1400 километри за 4 дена. Толку ќе помине 53 годишниот словенец Душан Водлан, кој денеска од Крушево во чест на Тоше го започна својот велосипедски маратон до словенскиот град Бегуње. Планира да поминува по околу 350 километри на ден. Со велосипедизам се занимава 6 години, а преку овој маратон сака да ја искаже својата почит на, како што вели, најголемиот хуманист на Балканот. Тоше е бил велика легенда још док е живеел. Тоше беше голема легенда и додека живееше. Сега ќе стане уште поголем идол и на младите и на старите. Беше добар во се, а пред се беше добар како човек. Гробот на Тоше денеска го посети и хрватскиот амбасадор. Тоше беше приватен како да е дел од Хрватска и хрватската естрада. За тоа говори податокот што некои негови песни беа прогласени за најголеми хитови во Хрватска. Инаку денеска заврши акцијата за собирање на потписи за изградбата на спомен куќата на Тоше. Собрани биле околу 5000 потписи. Граѓаните и денеска масовно се потпишуваа. Доска требаше да е тоа изградено. Нешто заслужено, презаслужено. Борец, голем заслужник за нашата држава, за наша Република Македонија. Треба да се поведе секој прилично за него. Собственикот на мотелчето на Гумење, каде што треба да биде спомен куќата на Тоше, Пеце Пановски, за него бара 100.000 евра. Инаку донесена е и судска пресуда со која што 2/3 му припаѓаат на Пановски, а 1/3 од тој објект на музеот од Крушево. Според адвокатот на музеот, сумата која што ја бара Пановски е абсурдна. Тие понудиле 30.000 евра за откуп. Ние ќе поднесеме предлог за физичка делба, со оглед на фактот што тоа не е делбиво, ќе одиме на јавна продажба, судот ќе го продава тоа. Нашиот дел ќе си го купиме. Сепак државата се надева дека овој спор ќе биде решен вон судски за многу кратко време.